Значи, ние ностоп ги кажуваме препораките за заштита од жешко време, посебно кога е портокалова фаза. Граѓаните треба да бидат соодветно облечени, тоа подразбира гардероба која што е памучна, во светли бои, колку што може да им бидат покриени деловите од телото, да бидат исто така заштитени со фактор за СУВ заштита, исто така да внесуваат доволен број на течности, значи минимум 2 до 3 литра дневно. Течности во смисла вода, негазирани пијалоци, без многу шеќер, без алкохол, без кофеин, значи без кафе. Задолжително е носење на шапка, шешир и очила за заштита од сонце, исто така и тие да бидат во можност со УВ фактор заштита. Состојбата тука е, значи, премногу сме оптеретени и со повици и со пациенти со прегледи во амбуланта. Затоа апелираме до граѓаните, посебно тие што се хронично болни пациенти, редовно да си ја земаат својата терапија, да не излегуваат од дома во период од 11 до 17 часот, колку што можат сами да се третираат, значи ако има некоја потешкотија, некоја тегоба, да се консултира со матичен лекар, не веднаш да се звони на итна медицинска помош. Значи ние сме преоптеретени со сообраќајки, со инфаркти, со мозочни удари, со скршеници, со изгоретини, со посекотини, така да колку што може, значи сами да си пружат прва помош. Исто така тоа важи за родителите, значи кога некој од нивните деца ќе покачи температура, ако не е многу висока до 38 степени, значи дома да дават симптоматска терапија, антипиретици, парацетамолче, ибупрофенче, чаеви, супи, течности. А се што е поозбилно да се јават на својот матичен лекар. Значи да не чекаат цел ден па да дојдат вечерта тука во итна медицинска помош за преглед. Сите што се прегледи стомачен вирус, обична настинка, да се одвиваат кај нивните матични лекари.